Така е, добредојдовте во уште една емисија во која што презентираме приказни за Скопје. Овој пат своја скопска приказна ќе има можност да ни раскаже Братислав Димитров. Знам дека ќе ни бидат 30 минути малку, ама ќе се потрудиме многу приказни да бидат заедно во неа. Ајде! Браво! Благодарам што ни дојдовте на еден поинаков поглед на Скопје, нели? Не сте биле овде? Не. Не. Така. Дозволите ми само да прочитам нешто и за гледачите, за оние кои што можеби не знаат и оние кои што позаборавила. Роден сте на 22 март 52 година, велите во Скопје. Секако се школувале во 2 осмолитки, 4 гимназии, 2 факултети и 1 стручна школа, па ви имате многу приказни овде. И сега во додавка вели не секогаш по своја волја, ќе ни раскажете зошто. Се дипломирале на факултетот за драмски уметности во класата на професорот Љубиша Георгиевски, после апсолвент на книжевност, носител на мустаци од 1971 година, живеел и работел во Лондон, Амстердам, Норвешка и така натаму, како келнер, водач на вилјушкар, продавач на бензин, диск жокеј, бил кандидат за градоначалник на Скопје и на ова се сеќавам. 38 години бил драматург во Македонскиот народен театар и 2 години директор на театарот за деца и младинци. И ова се ако го читаме, многу ќе ни треба за сите оние дела кои што сте ги создала, но она што сакам да биде кажано во оваа емисија се оние колумни по кои што веројатно ве познаваат луѓето кои што ќе се сетат сега, нели, кога ќе го видат Братислав Димитров во оваа Скопје але. Ви благодарам прво за присуството. Ајде да почнеме со ова. Се школувале во 2 осмолитки, 4 гимназии, 2 факултети и 1 стручна школа. Што е работала? Па, едноставно во тоа време имаше некои други мерила и критериуми за примерен ученик, но од денешен аспект, ако погледнеме, ние бевме сите мирни, златни деца. Така е. Така да времињата се менуваат. Например, ете, во тие тинејџерски години сакавме подолга коса да носиме, тие не ни дозволуваа. Во основно или во средно училиште? Па, прва, втора година прва гимназија. Добро, кај се запишавте? Па, тогаш се губеше година со 3 единици. Леле. Ја требаше полагам со една. Добро. Имав и петки. Добро. Но на, како се вика, на зелена маса ми ставиле уште по еден од кес, за да ми дојде памет. И ви дојде памет? Па, за среќа не. Каде потоа се префрливте? Па, потоа учев од гимназијата Јосип Брз Тито една година, па таму се случи се случи тоа, драмата? Да. Добро. Па потоа отидов во Цветан Димов, па од таму во Ѓорѓе Димитров. Добро. Па, што да ви кажам, изгубив 2 години. Леле. И еден ден седев во училница, на таа возраст 2 години се премногу. Да. Ја имав мустаци во најава, значи, овие беа за мене птен малечки. 20 години има. Да. И се вратив дома и реков, мајка ми, Бог да ја прости, ме праша зошто толку рано сум дошол. И ја реков дека нема да одам во гимназија, таа се шокира. Ама јас и реков, тогаш имаше можност да се полага приватно. Аха. И ја за да ги стигнам другите и генерацијата и земав 2 години во една. Аха. Не излегов од дома. Да. Супер. Па ја бев кривецот, морав и јас да го исправам тоа. Добро, а 2 факултети? Запишав факултет
југословенска и светска книжевност Мгм. на тогаш филолошки факултет. И дојдов до 4-та година и после запишав ФДУ, факултет за драмски Аха. уметности. Глума, завршив глума. Глума завршивте? Да. Добро, игравте никада по тоа? Како не? Да? Па, играв во некои телевизиски драми, Аха, во некој филм, во театар. добро. И после напуштив и тоа и почнав да се бавам со пишување. Аха. Зошто напуштивте глума? Па, прво напуштив за тоа што немав доволно дарба. Тоа е Тоа го основната видовте причина. кај себе? Па Тоа не, јас знам како треба одлично да се игра, да се глуми така. и не можев тоа да го изведам. Мгм. И едноставно се уморив трчајќи зад Да. мојот Аха. стандард на Така. што го знам за глума, М. а едноставно пишувањето ми дојде по некој интуитивен пат. Не сум намчор, знам да работам и во тим и тимски игра сум, Така. но најдобро се осеќам кога сум сам, Мгм. кога не зависам од никого, а и никој не зависи од мене. Така. Тоа е мојата идеална позиција и да кажам некоја животна филозофија. Не сакам да бидам шеф и не сакам да имам никого за шеф. Тоа е тешко изводливо, но Така е. понекогаш сум Добро, ама успеал. никогаш ако ти успее, многу е добро. Па, Да во функционира главном, така. на големо изненадување ми успева. Ми успеваше. Кажете ми само сега да се вратиме на ова и основно и средно училиште. Кажете ми прво каде сте роден или каде израснавте, во кое мало? Да ве ласираме во Скопје. Аха. Јас сум роден во куќа која беше позади Ли кафичот. Добро. Веднаш, каде што е млечен ресторан, Да, што го викаат, Капри, тука. Така е? И малкумина знаат, ја тоа сум го пишувал, дека тоа Тоа мало? во старо време Добро. беше село. Село. Да. Да. И не се викаше Тафталиџе, Добро. тој е погрешен наслов. Ја во колумната напишав дека во тоа време во мода било да одат без предни заби. М. И некого го прашале како се кај живееш, тој место Х кажал Ф. Не може да изговори, така останало тоа. Иначе, оригиналниот Ова со име предни ме заби ми е. да, Добро. Мода е мода. Тахталиџе. Тахталиџе. Да, Аха. тоа е кованица од два збора. Добро. Турска кованица Аха. од тахта и илиџа. Илиџа. Добро, што во превод Тоа значи? значи тахта значи вода, бања, Аха. не, се извинувам, дрво, Аха. нели, а илиџа значи вода, бања, Аха. затоа што таму имаше многу извори, многу и на водно и во Тафталиџе. Ја бев на крај на имав среќа да живеам Се кажете ми како село, село, баш село, такво. Мислам, се да. имаше насади, што правевте? Што се прави? Па мојата куќа беше последна. Од мојата куќа до Сарај, до таму воопшто немаше куќи, имаше овоштарници, жито, детелина, Мгм. баш така. Баш така. Сега македонците имаат една навика, кога ги помакедончуваат српските зборови, сегде каде што ја ставаат Аха. еве на пример пазарот Буњаковец. Да. Тој не се вика Буњаковец. Како Буњаковац. што Така како се со А, вика? да, Буњаковец. Како што и ова Наташа се вика Беклавац, не се вика Беклавец. Тоа е презиме од фамилија, конкретно презиме од Војводина по време на Вардарска бановина, која колонизирале Македонија и им го дале тој дел. Така. На што се сеќавате од тоа живење во Тахталиџа? Па, на многу работи. Например, ние го имавме тој израз кој излегувавме од дома, ајде одиме во град. Во град, така е, да. Затоа што првиот асфалт беше некаде кај Треска, веројатно, така? Не, тоа беше досна стигна тој асфалт. Сите бевме присутни кога се асфалтираше и аплодиравме. Стигна. Првиот Имаше значи аплаузи на Па нормално, затоа што беа ниви ораници Да. и ние
со пластични кеси стававме на кондурите Добро. и стигавме до првиот асфалт. Таму ги остававме кесите, шетавме на корзо и на враќање пак ги стававме кесите за да се вратиме дома. Така. Да, Леле. ето тоа е едно. Тоа е една анекдота од тие скопски Да. неасфалтирани улици. Да, Да. па прв асфалт мислам дека беше некаде каде Соборен храм, црква. Аха. Кај Соборен храм дури тамо беше. Па и партизанска не постоеше пред земјотресот. Се беше тоа. Овоштараниците беа толку густи, што ние игравме брканица како мајмуни, по дрва се бркавме. Добро, со кои другари се бркавте по Со дрво? многу. Да. Имате ли некој пријателство од тогаш Па што и што ден денес останали имам ден денес? ја. Тоа е најголема вредност човек да има. Луѓето се најголема и највредна инвестиција. Јас си ги чувам своите другари и за среќа и тие ме чуваат. Да. Така да тој период беше интересен затоа што Мало е како град Полис, како посебна државичка. И таму се учи основи на естетска и на етичка азбука. Што е добро, што е зло. Така е. Значи, мене страшно ме нервира кога некој ќе изреагира негативно на традиционални вредности. Како тоа да е нешто негативно, лошо, а традиционални вредности го издржале најстрогиот судија времето, поминале низ вековни некои преиспитувања. Тоа не значи дека јас сум против модерни така, и модерни современи. работи. Но така ја верувам во универзални човечки вредности и есенцијални, кои не се менуваат и воопшто не се измениле со илјадници години. Да. Што ве научи тоа мало, кое што велите живееше како Пулис, како? Па ете, тоа ме научи. Секогаш да помогнеш на некој кому треба помош, во секое време, и таа, нели, дружба најискрена и најинтензивна. Се правеа ли глупости тамо, во тоа мало? Па да, јас затоа детски реков. глупости. Па сме правеле глупости, како сите млади, нормално. Добро. Тоа на млади им личи да прават глупости и треба да прават. Имаше Во кој кражби млад на човек овоштија треба или да нешто? биде и дури и лут малку на свој начин, Така е. затоа што и тоа е адекватно на годините, и тоа е некоја креативност, Така да е. биде храбар, Така е. па и лут ако треба. Да. Се крадеа овошки? Да, тоа беше тоа беше редовна навика. Редовна, така е. Таму имаше двајца пољаци Добро. што ги чуваа во штарниците. Едниот се викаше Шакир, и другиот никако не можам да се сетам, а и други што сум прашал да се сеќаваат. И те имаа едни пушки чифтиња, што ги вика, и ги полнеа со сол Леле, и пукаа во нас. леле. И добро, тоа изгледа страшно, па и не е баш пријатно, затоа што по цел ден се чешкавме од таа солта. Леле. А Пошто во штарниците што се имаше? Се имаше, да. Се, буквално се. Тоа е многу плодна почва таму, се успеваше. И ние како дец, кајси, крушки, јаболки, ореви, се, буквално се. Леле. И потоа се чишкаш цел ден, Да, затоа што од солта. си добил сол во тебе, така? Да, тоа е далеку подобро него вистински куршум. Така. Добро, а кога се одеше во град, имаше автобуси, со што се движевте? Па Ако велите немаше асфалт, како тоа е или пеш? близу до Корзо. Добро. Па, автобуси одеше многу ретко и немаше многу автобуси, а и се беше тука. Така е. Скопје не беше толку разгрането и далечно. Од кај мене до Корзо, околу 2 километри. Па добро, тоа А е. ние сме оделе со точаци од Скопје во Куманово да Добро. гледаме некој филм нов. Кога сме кај филмови, можам да ви искористам за таа тема, не сме ја разработиле во Скопје, але во кои кина одевте? Кои беа кината на кои што се сеќавате? Имавте ли своје омилено кино? Секој од нас веројатно се сеќава на. Одевме во сите кина. Добро. Значи, Вардар 1 и 2, кинокултура,
Дом на градежните работници, Напредок на Битпазар, Кино Карпош во Карпош. Имаше едно 5-16 кина во Скопје. 5-16 кина имаше. Па да, покрај другото за тоа што немаше интернет, телевизија се одјавуваше негде во 10 Така е. на вечер. Аха. И така да едно од главните забави беше киното, нормално. Имаше и кино утро. Аха. Тоа беше идеално за нас што бегавме од тест по математика. Леле, добри. Така го решававме многу добро и Да. тоа многу Во ни се кино, наоѓаше. во кино утро. утро од 10 Така е. до 12. Па така е, супер. Не ми кажавте на курзото, ја загледавте вашата супруга, првата љубов беше тамо, како одеше тоа? Тоа е, Или? па таму кај што беше Кенан, нели, имаше. Добро, да, да. Лимунаджилница имаше и Добро. оспротивна стана. А тамо беше тогаш цвитниот пазар или не? Не. Потоа не. беше. Не, Добро. две девојки одеа Аха. и И јас носат стоев сликиња тука Добро. и им реков каде шетате вие со толку убави со 2 броја помали маички. И? И другиот ден бевме на пијачка Добро. во Езерце, Аха. постоеше. И таа вечер закажавме состанок после 6 месеци на исто место. Како после 6 месеци? Така. После 6 месеци, затоа што ја отидов во Лондон да работам. Добро, имало зошто. Како келнер тоаш бев. Добро. Млад студент. Да. И таа вечер закажавме состанок после 6 месеци на исто место во исто време. Боже. И И? Дојде? па она дојде, него и ја дојдов. Љубов Ова била, ја звучи спомнав. од денешен аспект како Нереално. научно. Па немаше тогаш ни Нереално. обични телефони. Така е. Немаш никако да се јавиш, Не. никако да закажеш. И така да, од денешен аспект звучи како научна фантастика, како виц, како лага. Да. Така беше. Така беше. Да. Каде Затоа што Да. сега животот е најголемиот и најубавиот подарок што сме го добиле и е мистерија. Да. Не можеме да го ставиме во ниеден калуп, во ниедна дефиниција, со ниедна мудрост. Каде излегувавте во тоа време? Нема каде, 3 места. 3 места? Добро. Корзо, Добро. парк Парк. и во мало пред осветлена бандера, после Корзо. Затоа што немаше Добро. каде. Кога татко ви имаше автомобил, некој имаше Не. автомобил со Нема, точаци во тоа време, како Татко се ми движев? кога го купи првиот точак, Добро. ја не спиев цела ноќ. А не беше ваш, И- беше татко негов. ми, да. И точакот имаше книшка имаше како за Книшка. Да, не знам. Имаше една бројка покриена со бојата Аха. и таа бројка беше запишана во книшката. Добро. И кога ме возеше на едно седалце напред, еден цајкан не сопра, бил украден точек, Леле. и ја виде книшката и го натера татко ми Да го избрише бројчето, да го изгребе. Аха. И тогаш ми го изгребе и срцето. Тоа беше за мене голем шок. И така да првото фичо јас кога го купив со 2 кредити од 2 банки со 4 жиранти. Значи тоа е као да денес се јахта полесно се купува. Или стан евентуално или два. така, да. Толку Добро, за ово фичо го беше. кажувам као екзотика, младиве, да. Така е, да. Но друго беше Скопје во тоа време. Зборувам и за луѓето кои што, да речеме, Секогаш е друго, животот Така. секоја секунда се менува. м, И ние, и надвршната стварност. ако станавте градоначалник на Скопје, какво Скопје сакавте да создадете? Па тоа го кажа во едно интервју во вас. Да имав многу идеи. Прво имав идеја, ја мислам треба да се воведе, исто како во театрите, да има уметнички директор Аха. и да има и технички директор. Аха. Затоа што не можете да знаете се.
Веројатно еден би се Овој грижал за... работи со финансии, ги Мгм. чува парите, Така е. паметно ги користи, Да. а уметничкиот директор треба да има фантазија, визија. Како да направи нешто убаво. Па Лас Вегас кај е направен? Во пустиња, во Така е. песок. Да. Никој не прашал дали има вода, Дали комунали, дали Да. ова. Значи тој криминалец, како Ворен Бити го играше, не е битно. Тој застана и рече тука ќе направам рај на светот. Тоа значи една од најпрофитабилни фабрики во светот. И Скопје има 3 реки, водно е близу, Саре е. Скопска Црна Значи има Гора. идеални можности Така е. да биде град, а мојата базична идеја беше да биде град во кој можеш да летуваш. Да летуваш? Да. Добро, За- како? Е многу едноставно. Ајде. Значи Саре се дава на инвеститор на Добро. 20 години без ниту еден денар да плати. Добро. Ќе изгради тениски игралишта, летно кино, Добро. ресторани, Се ќе се. направи. Тоа тука е. И ти си одиш Сабајле во Сарај, таму е треска, Да. се имаш. Така е. Дома си одиш само да спиеш. Другиот ден одиш на матка. Летуваш. Да. Вардар, јас сум бил Милхем Андерхур, тоа е во Германија, тоа најиндустријска зона. Добро. Реките им се почисти од нашите извори тука. Значи дното се гледа. Се става на Вардар филтри Да. сега. И се прави плажа, како што имаше на времето. Некогаш. Не. Така е. Така да, има мислам, еве ги кажувам идеите, Да, кои се да. одлични. Да. Да. Што колку веројатно приказни нема да стигнеме, ве ми вела дека веќе помина времето за овој разговор, а ја само Јас сум 3-4 крив, опширен само сум. 3-4 прашања, да, но сакам да прашам, ако пак би се родиле, повторно би сакале да е тоа Скопје? Да, сигурно. Јас сметам дека човек каде што се родил, таму и требе, но се разбира што е можда покасно да умре. Ако може! Затоа што местото на раѓање, тоа е хемија, тоа се бои, звуци, мириси. Значи тоа го нема нигде, ти го немаш. Билион Корен, спомени. тоа е коренот човек. Така е. Така да, јас сум имал шанси да останам и во Амстердам и во Лондон. Дури во Лондон ми понудија да бидам менаџер на паб. Добро. Тоа е неверојатно висока позиција. И Па- не размислувавте. Не, јас си дојдов тука. Да. Тогаш Да. ме интересираше глумата и сакав да си живеам таму кај што сум роден. Ја не Така. можам во Лондон да под мишка да го ставам Охрид, не знам, комши, роднини. Да. Да ги, Семејство, не се можам, нешто. нема таков куфер, ни ментален, Така ни е. емоционален, во кој можам да ги сместам и да си ги однесам таму. Значи го сакате Скопје. Па, и Скопје ме сака мене. Така е. Затоа што имам многу читатели. Така е, да. Што им велите сега на внуците? Ми раскажувате за Скопје? Ја не, ја имам еден внук, Ајде, тој е прво добро. одделение и него му читам сликовници. А сликовници си уште, да. Но ги селектирам, Аха. затоа што многу од тие сликовници се морбидни. Не се баш за деца. Па не, ние сме ги свикнале и не изгледаат нормално. Да. Како е изел бабата, и сега да не ги редам. Сите тамо. Тоа се хорор. Така е, хорор приказни. А имам ови бајки. Еве сега нашата ова со Дора, со Да. Биби и Да, Боби. Биби и Боби А, се значи, баш поучни. А овие другиве не Да. ми читат. И дека- Еднаш ме повика, Добро. во градинка читав. Пред 6-7 месеци Да, им супер. читав сликовница, ме Да. повика. Две прашања. Првото е, што мислите за скопскиот дијалект или скопскиот јазик, како да кажам? Дали веројатно треба да најдеме начин како сите ние скопјаните да го задржиме? Заради тоа што имам Не. чувство дека се повеќе некако на тло на цела Македонија се вели дека треба да, нели као, дека не треба да се зборува на Па скопски. добро, јас случајно полагав предмет диалектологија. Да. И тоа кај строг професор. И јас ги доживувам како музика диалектите, како мелодија.
ги сакам затоа што се огромно богатство македонско. Да. Значи има неверојатно многу дијалекти и сите се интересни на свој начин. Да. И ја имам разбирање. Тука сме биле нели во време на Варшавска бановина, под нема да кажам робство е владење на Србија, Добро. потоа Југославија, Да. па тоа. Но јас сум роден во Скопје, но тоа инсистирање на тоа е зависи кој што подразбира. Многу ми го користат тоа како расипан српски јазик. Аха, добро. И тоа не ми се допаѓа? Не. Не. Затоа што може јазикот е жив организам. Да. Ето и тоа сум полагал. И сум положил. Добро. И треба да прима и да дава. Да. Немам ја против да има влијание. Да. Треба да има. Да. Затоа што ќе стане стерилен и сиромашен. Така е. Но има еден дел од да кажам тие Скопјани што апсолутно, значи малце насилно го одржава. Треба да се одржи, има, но не е у таа форма као расипан српски. Па. Да. И за крај, ама да е пократок одговорот, отиде времето. Да. Кога последен пат сте биле најсреќен за полна сала во МНТ на изведба на нешто ваше, на некое ваше дело? Па сум бил среќен на полна сала во Драмски театар. Таму имав премиера. Добро. На мојот драмски текст Нечарни зијан. Чоре играше главна улога, и беше и директор на театарот. И еве, изгледа малку се фалев да се дофалам. Ајде. И Чоре продаваше додатни столчиња. Аха, на полна во сала. упола цена. Ето тоа беше во се продаваше на каси и немаше и после ставаше оне хоклици. Куклици, да, те на расклопување. Ето тоа е. Супер, ви благодарам за овие дел од вашите скопски приказни. Фала многу.